Изминатите десетина години Република Македонија забележа континуиран пат во сите меѓународни и домашни извештаи што ја мерат слободата на медиумите. Во извештаите на Репортери без граници, на Freedom House и низа други организации беа нотирани низа системски проблеми што придонесоа кон нефункционално спроведување на медиумските закони, инертно постапување на институциите, постојано нарушување на професионалните и етичките стандарди и драстично загрозување на социјално-економската положба на новинарите. Следејќи својата мисија да го помага и потикнува развојот на медиумите во земјава и да придонесува кон воспоставување консултации и диалог меѓу клучните чинители, Македонскиот институт за медиуми во 2016 година започна серија активности за зајакнување на соработката меѓу граѓанските организации и институциите на државата и медиумите со цел поттикнување реформи во медиумската сфера. За таа цел, во текот на 2016 година МИМ направи низа консултации меѓу главните чинители со намера да ги идентификува најрелевантните системски слабости во медиумскиот систем, пошто беа спроведени истражувања за одредени приоритетни теми. Преку споредба со ситуацијата во некои земји во регионот, како и со европските држави, анализите се фокусираа на неколку актуелни и горливи прашања, како што се сопстvenичката и програмските модели на комерцијалните телевизии во Македонија, говорот на омраза преку медиумите, политичкиот плурализам во и надвор од периодот на изборните кампањи, програмскиот совет на јавниот сервис, улогата на регулаторните тела во обликувањето на структурниот плурализам во ТВ секторот, разноликоста во вестите кај комерцијалните телевизии, потребата од субвенции во медиумскиот сектор, како и структурната положба на жените во медиумите. На сопствениците на дел од највлијателните медиуми во земјата им беше дадена ексклузивна можност да учествуваат во најголем дел од јавните настани кои беа организирани во форма на дебати, конференции и јавни дискусии, а тие се појавија како автори на збирка текстови во кои опишуваат својата визија за иднината на аудиовизуелната медиумска индустрија во земјава. Сите извештаи од истражувањата вклучуваа препораки за креаторите и спроведувачите на политиките и сите засегнати страни, притоа давајќи и насоки какви конкретни активности треба да бидат превземени од страна на оние кои имаат одговорност да постапуваат. Медиумите постојат за да им служат на граѓаните, со цел тие да бидат информирани за проблемите со кои се соочува медиумската сцена и за начините за решавање на овие проблеми во соработка со Телевизија 24, подготвени и имтувани беа 10 документарни емисии во кои преку новинарска нарација и видеозаписи беа обработени и представени клучните пораки што произлега од истражувањата и од дебатите. Емисијата за програмската разновидност на највлијателните ТВ канали во Македонија, во Хрватска и во Словенија покажа дека за разлика од Македонија, каде на телевизиите недостига квалитетна домашна продукција, образовна и документарна програма, квалитетна програма за деца на најгледаните ТВ канали во Словенија, како што е Поп ТВ и Канал А, како и Нова ТВ и РТЛ во Хрватска, имаа висока гледаност и рейтинзи, создаваат квалитетни и иновативни програмски содржини од кои голем дел се од домашно производство. На хрватските и словеничките најгледани канали доминираат програмите од домашно производство, односно забавните, реалити емисии, како информативните изданија кои се меѓу 10 најгледани емисии генерално. Турски серии не доминираат ниту по квантитет, ниту во ударното време, а во Словенија сосема отсуствуваат од програмската шема. Dakle, nema više Big Brothera ili nema više tih emisija kao što se u Srbiji zovu Parovi, ili tako? Nego je sad vrijeme očito za neke malo mekše formate koji su izuzetno popularni. U vrijeme kada u onim mjesecima kad su na programu lokalno producirane drame ili ti entertainment showovi, to su najgledanije emisije, tada nema ni jedne informativne emisije koja bi im mogla doći blizu. Во изјава за МИМ, заменик председателот на управата на РТЛ телевизија Иван Ловречек појаснува дека успехот на една комерцијална телевизија е во тоа да понуди квалитетна програма што ќе се потпира на 3 главни пристапи: моќна информативна програма, домашни серии и забавни емисии.
Анализата на собственичките и финансиски модели на највлијателните ТВ канали во Македонија, во Хрватска и во Словенија покажува дека добрата етаблираност на пазарот на меѓународните корпорацијски компании ЦМ и РТЛ овозможува стабилна позиција и финансирање што се одразува и на поголемата независност на уредувачките политики. За разлика од нив, во Македонија собствениците на националните телевизии се исклучиво домашни правни и физички лица кои често имаат друг примарен бизнис, што во многу случаи, како што покажала праксата, станува зависен од бизнисите со власта. Така се создава симбиоза и зависност и на уредувачката политика на медиумите со кои газдуваат. Што се однесува до транспарентноста на собственоста, таа е формално задоволена, но врските на собствениците со политичките и со бизнис центрите на моќ не се фактички раскинати. Една од темите за кои МИМ сметаше дека се особено важни е какви вести гледаат граѓаните на 5 национални терестеријални телевизии на јавниот сервис, дали тие нудат доволно различни теми, жанрови и информации кои се од јавен интерес. Истражувањето на разноликоста во известувањето на централните информативни изданија кај најгледаните ТВ канали во Македонија, меѓу другото покажа дека јавните гласила некогаш и не се трудат премногу да му служат на јавниот интерес за поквалитетно и посеопфатно информирање на граѓаните, иако од споредбената анализа можеше да се забележи разлика во однос на периодот пред неколку години. Од оној мониториран период што ние го следевме, заклучивме дека 8 телевизии кои што беа предмет на анализата најчесто се занимаваат со дневните актуелности и најчесто емитуваат извештаи од тие дневни настани. Не се сите тие извештаи идентични, не се со ист квалитет на сите телевизии, значи има и проширени извештаи со бекграунд, со многу повеќе потоци, има големи разлики на други. Меѓутоа, заедничко е тоа дека темата е иста, темата е тоа што го донел денот и во тоа може да се забележат и сличности меѓу телевизиите во одредени денови, значи буквално во еден ден речиси сите да почнат со истиот настан или да ги имаат истите содржини во првите неколку прилози од вестите. Многу помалку од тоа имаше содржини кои што медиумите самостојно ги развиле, кои што се предмет на некаков граѓански интерес, кои што не се некаков проблем што медиумот самостојно го истражил. Иако комерцијалните телевизии беа често во фокусот на истражувањата на МИМ, улогата на јавниот сервис како столб на медиумскиот систем беше разгледувана од аспект на можностите за деполитизација на програмскиот совет на МРТ. Анализата покажа дека вистинска независност може да се постигне само ако се функционира одвоено од центрите на моќ, додека истовремено е предмет на ефективен надзор од страна на внатрешните управни тела кои се заштитени од политичко влијание. Во меѓувреме, на крајот на декември 2018 година беа донесени измените на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, според кој изборот на членовите на програмскиот совет на МРТВ ги врши собранието врз основа на претходно спроведен јавен конкурс и организирана јавна расправа. Nezavisnost, ja mislim da jedan od ključnih mehanizama je financiranje. Znate, javni servisi se zovu javni servisi i razlikuju se od nekih drugih poduzeća zato što su smišljeni zato da građani imaju osjećaj vlasništva nad tim. Zato su te pretplate, ti doprinosi koji se građani direktno plaćaju, ključan instrument koji građanima doprinose da oni osjećaju to za svoj medij i zahtijevaju od tog medija određeno profesionalno ponašanje. Говорот на омраза како феномен во комуникацијските процеси е присутен со различен интензитет изминативе години, а се манифестираше и на традиционалните и онлайн медиуми. Постојната законодавна рамка во Македонија, иако е генерално усогласена со меѓународните стандарди, таа е делумно и несоодветна за ефикасна борба со говорот на омраза, бидејќи во кривичниот законник говорот на омраза не е доволно јасно инкриминиран, затоа што не е предвиден како засебно кривично дело. Меѓутоа, и покрај тоа што не се содржи во еден член што ќе го овозможи ефективното гонење на говорот од омраза, ваквата фактичка состојба не може да биде оправдување за непостапувањето на јавното обвинителство и судството, се вели во анализата на МИМ. Во периодот по емитувањето на емисијата,
посветена на законската регулатива за заштита од говорот на омраза. Основното јавно обвинителство за прв пат поведе постапки за овие законски нарушувања, отварајќи предистражни постапки за двајца новинари. Имаме еден пример, еден случај во кој што Миленко Неделковски, нели како јавна личност, шири говор на омраза врз основ на сексуална ориентација на неговиот Facebook профил, за кој што случај е поднесена кривична пријава и еве веќе 3 години е пред јавните обвинителства и се уште постапката не е да речам нема никаков прогрес и нема судска развршница. Дополнително со новите измени на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, донесен на крајот на декември од 2018 година, агенцијата ќе може да поднесува прекршочни пријави за говор на омраза емитувани преку медиумите. Една од анализите на МИМ се фокусираше на политичкиот плурализам во медиумските содржини надвор од изборните периоди. За време на изборните периоди, медиумите треба да ги почитуваат етичките и професионалните начала, што се содржани во регулативата, што е под строг надзор на регулаторните тела. Надвор од изборните периоди, пропагандистичкото представување на одредени политички партии и идеолошки мислења преку медиумите во корист на центрите на моќ останува нерешен проблем. Од тука произлегува прашањето што може да ги поттикне медиумите да ги вградат принципите на политичкиот плурализам во нивното севкупно функционирање, а не само за време на избори, кога се под засилен мониторинг и под закана од санкции. Експертите укажаа дека регулаторните и саморегулаторните тела во Македонија треба да имаат поактивна и проактивна улога и јавно да реагираат на сите недоследности во однос на прекршувањето на професионалните стандарди во медиумите, што може да влие на подигање на јавната свест и на свеста на институциите. Дополнително регулаторот треба да воведе вонредни надзори на политичкиот плурализам во сите медиуми, за што е потребно зајакнување на неговите кадровски капацитети. Она што недостасува во Република Македонија, тоа е механизам како да се одвратат медиумите да сторат прекршување на овие начала, како што е тоа случајот во Хрватска и во Велика Британија. Таму регулаторите имаат моќ да дадат опомена, па се до кратење, суспендирање или одземање на лиценцата за работа на медиумите, но и прекршочни, односно парични казни. Се тоа не тера на размислување дека потребно е да се зајакне позицијата, независноста на регулаторот, односно да се зацврсти позицијата на саморегулаторното тело. Погледнато во пошироки рамки, политичкиот плурализам е дел од структурниот плурализам, кој што всушност е една од централните и најважни цели на медиумската политика. Се работи за една од главните цели на медиумската политика и регулација, а тоа значи дека и законите и институциите кои работат во оваа сфера треба да овозможат публиката, домашната публика, да добива мноштво разновидни, зборуваме за домашни канали, кои ќе емитуваат квалитетни домашни содржини, кои ќе го негуваат културниот идентитет, ќе нудат различни жанрови за сите делови на публиката, но исто така ќе бидат економски силни и професионални во своето работење. Ако видиме дали во праксата тоа е така, ќе се согласиме сите и се согласуваме години наназад дека имаме континуирано влошување на програмската понуда, како на јавниот сервис, така и на комерцијалните телевизии. Улогата за обликувањето на структурниот плурализам во ТВ секторот ја имаат регулаторните тела. Ниту новиот закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги не направи премногу за медиумскиот плурализам да може суштински да се манифестира во пракса. Наследената фрагментираност на пазарот, политичките и индустриските притисоци врз регулаторот влијаше да се влоши вкупната медиумска слика. Откако ќе биде усвоен законот и кога ќе бидат избрани членовите на Советот на Агенцијата и Советот на Јавниот сервис, заедно со надлежното министерство, заедно со регулаторот, со стручните лица, заедно со медиумската индустрија како целина, треба да пристапат кон изготвување на сеопфатна стратегија која што ќе значи развој на оваа дејност.
Во услови на мал и сиромашен медиумски пазар, на кој екзистираат околу 150 радиодифузни медиуми, 20 печатени и 80 до 100 онлайн медиуми кои нудат информативни содржини во медиумската сфера, веќе долго време се поставува прашањето дали новинарството може да одговори на предизвиците и да биде самоодржливо или му е потребно финансиска инфузија. По анализата подготвена на тема Механизам за субвенционирање на медиумите и на новинарството во Македонија и во европските земји, беше воведено и субвенционирањето на дел од печатените медиуми со 810.000 евра, потек што најде на различни спротиставени реакции, додека власта својата одлука ја темелеше на извештајот на Прибе, што упатува на потребата од помош на печатените медиуми. Неповолните пазарни услови и растот на интернетот сепак ги принудија печатените медиуми да бараат помош за да обстанат. Mi dugo u raspravama o medijima, naročito u ovim našim postsocijalističkim državama, bili izloženi tezi da što je manja uloga države i što je veća prepuštenost medija tržištu, to znači veća sloboda medija. No kada pogledamo koliko država pomaže medijima u drugim državama, kada imamo uvid u tu tradiciju, raznovrsnost i rasprostranjenost indirektnih i direktnih državnih subvencija medijima u Evropi, vidimo da mediji niti na najbogatijim medijskim tržištima nisu ovisni samo o tržištu, a niti su mediji najmanje slobodni tamo gdje je tradicija i obim državne subvencije najveći. Последната емисија е посветена на структурната положба на жените во медиумите во Македонија, земајќи ја во предвид нивната застапеност на разни нивоа на управувачките структури и во структурата на вработеноста во некои од највлијателните медиуми во Македонија, нивната образовна подготвеност, економска и безбедносна положба. Едноставниот заклучок е дека тие немаат еднаков статус во новинарските редакции, додека половата дискриминација е се уште присутна дури во новинарската професија, која во суштина треба да се бори против овие појави во општеството. Мислам дека во општеството кај нас општо управувачките и менаџерските позиции ги имаат мажите и тоа е феномен кој што се провлекува и во новинарската професија. Избегнувам да правам такви дистинкции, меѓутоа многу е поразличен пристапот на жена која што е на уредувачка политика, која што е води уредувачката политика на медиумот отколку мажот. Колку и да се целите исти, колку и да делат исти вредносен систем, сепак пристапот кај жената е малку поинаков, малку поличен, поинтимен, а такви се и новинарските стории кога жена раководи со еден медиум. Документарните емисии на МИМ и на Телевизија 24 беа емитувани пред и за време на подготовката на последните измени на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, така што дел од детектираните проблеми и предложените препораки станаа дел од законските решенија. Граѓаните добија можност преку видео стории кои ги представуваат комплексните проблеми и решенија на едноставен начин подобро да се запознаат со медиумската сфера, како и со предизвиците на оние кои секојдневно известуваат за нивните проблеми. Во целиот процес на подготовка на анализите и документарците беа консултирани многу експерти, беа вклучени коментарите на домашни и странски експерти, познавачи на медиумската индустрија, новинари, представници на власта и регулаторните тела, овозможувајќи истражувањата да допрат до сите засегнати страни. Целта е да се дојде до ефикасни и трајни решенија што ќе придонесат кон развој на медиумската сфера, но пред се да бидат во интерес на добро информирана и медиумски писмена јавност.